Благодарам, председателе. Особено ми е драго што нашата иницијатива што најавивме на пресконференција пред отприлика месец и половина е денеска на дневен ред на оваа седница. Како што сите знаеме, почитувани советници, лицата со попреченост имаат низа предизвици со кои што се соочуваат во нивното секојдневие. Еден од тие предизвици е што еден член од семејството на овие лица мора со оглед на околностите да биде присутен 24 часа во денот, постојано со овие лица и буквално не можат да прават ништо друго освен да се грижат за лицата со попреченост. Значи не можат да работат, немаат слободно време за други активности. И на сите средби до сега со здруженијата на лица со попреченост кои што ги одржавме, како една од основните работи кои што им се нужно потребни за колку толку да им се олесни на овие луѓе секојдневието е отварање на доволен број на дневни центри за лица со попреченост. Не е дека нема, има дневни центри, меѓутоа тие не се во доволен број и немаат доволно капацитет да ги згрижат сите лица со попреченост. Затоа ние ја поднесовме оваа иницијатива со цел да се зголеми капацитетот на лица со попреченост кои што ќе бидат згрижени во овие дневни центри, со што не само што лицата со попреченост ќе можат да се социјализираат, да добијат потребна нега, грижа, туку и ќе им се овозможи на нивните членови на семејството да имаат барем малку време за други активности во текот на денот. Бидејќи ние паралелно покрај оваа иницијатива на локално ниво, на централно ниво поднесовме предлог измени на 2 закони со цел да се зголемат паричните додатоци на лицата со попреченост и зголемување на часовите за лична асистенција. За жал, предвадена не помина во собранието на Република Македонија, значи не се изгласа. Се надевам дека Советот на град Скопје, односно ние, советниците, ќе имаме повеќе слух за потребите на лицата со попреченост, отколку што има пратениците во собранието кои што не ги изгласа овие предлог измени на законите кои што левица ги предложи. И апелирам, ве замолувам и се надевам дека оваа иницијатива ќе добие потребната поддршка и дека ќе направиме еден чекор понапред во унапредување на правата на лицата со попреченост. Ви благодарам.